Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени. И вечерва за вас донесуваме неколку стории на теми од јавен интерес. По случаен избор, пристапивме на десетина пресуди на Управниот суд. Сите почнуваа со зборовите во името на граѓаните на Република Северна Македонија. Како тогаш токму во пресудата со која се поништува изборот на Елизабета Дуковска за уставна судика ги нема овие зборови. Криптовалутите како имот на функционери. Кеш. Како другачи? Во менувачица и со девизи вие да појдете, нема на сметка да ви ги префрлат денарите. Можна ли е регулација? Невладин мониторинг на остварувањето на владините ветувања. Тимот истражувач идентификувал 139 ветувања во владината програма. До сега за исполнети ги сметаат 18. Тоа значи дека идејата за клинички во Скопје сепак не е на пауза? Не е на пауза. Со кои пари, кога и каде би се градел? На 15 мај годинава Управниот суд ја донесе првата пресуда во својата историја со која поништи именување од страна на собранието. Станува збор за поништување на изборот на Елизабета Дуковска за уставна судика. При тоа воопшто не беа спорни нејзините квалификации, туку начинот на кој судскиот совет ја утврди како предлог кој собранието потоа го изгласа. Судиката Дуковска е веќе вратена на претходното работно место во Апелацијскиот суд во Скопје. Во понеделникот го имаше својот прв јавен настап по пресудата, токму во 360 степени, настап кој отвори нови дилеми покрај оние што веќе ги коментираше дел од стручната јавност. Колегата Александар Димитриевски трага по одговорите на некои од нив. Ова е судскиот онлайн портал во земјава. Меѓу другото, таму може да ги прочитате сите објавени пресуди. По случаен избор, пристапивме на десетина пресуди на Управниот суд. Сите почнуваа со зборовите во името на граѓаните на Република Северна Македонија. Разбирливо, не можеме да ги провериме сите, но разбирлив се чини и сомнежот на судиката Елизабета Дуковска за тоа што минатиот месец се појави пресуда без ваков вовед и тоа токму онаа со која беше поништен нејзиниот избор за уставна судика. Значи во АКМИС системот не може кога ќе се отвори иконата за куцање на пресуда кога се куца. Значи кликам на пресуда и се отвара образец. Најгоре на образецот, бидејќи е пресуда, секогаш стои во името на граѓаните на Република Северна Македонија. Оваа пресуда не содржи такво нешто. Како тогаш е можно да се донесе пресуда која не почнува со во името на граѓаните? Се чудев јас кога некој ми спомна дека пресудата е всушност донесена од надвор и само испечатена. Јас реков тоа е невозможно, бидејќи знам како работи судскиот систем. Тоа е тешко обвинување. АКМИС систем. Да, меѓутоа кога ја погледнав пресудата, па почнав и јас да се сомневам, да ви кажам дали е работена во АКМИС системот. Се сомневате кој можел да ја донесе? Па јас се сомневам, ама тоа треба да се докаже, тоа и не сакам да се упуштам такви прљави работи, не можам да поднесам јас и да се занимавам со тие работи, бидејќи мене ми тече животот во друга насока, не со такви. Се сомневате на некој можеби од Уставниот суд? Се е можно. Се е можно, да. Овие сомнежи дека Управниот суд донел пресуда напишана од некој надвор од судот, не исклучувајќи од уставен судија, се можеби најтешките што јавно ги има изречено активен судија во земјава, на сметка на правосудниот систем. Затоа побаравме став од Управниот суд, како било можно да се испуштат зборовите во името на граѓаните, ако тие се дел од образецот во кој се пишуваат пресуди. И, каков е ставот на судот по коментарите од колешката. Сите ставови на судот по однос на овие прашања се веќе јавно соопштени и достапни. Судот ги има изнесено своите ставови низ официјалната одлука и соопштенија за јавност, и во овој момент нема дополнителни коментари надвор од она што е веќе објавено, зашто во прилог ви проследуваме линкови од соопштенијата за јавност. Во соопштенијата за јавност сепак нема ниту збор за тоа како и зошто првично беше објавена пресуда без зборовите во името на граѓаните, а потоа коригирана. Па прашавме повторно, овој пат за став по принципиелно прашање, а не како коментар од Елизабета Дуковска. Дополнителен одговор не добивме. Од Висшиот управен суд пак наместо одговор ни го испратија решението по жалбата на Дуковска за пресудата на управен. Таа е отфрлена како недозволена.
бидејќи станувало збор за пресуда со која поединечниот управен акт е поништен или е прогласен за ништовен и предметот е вратен на повторно постапување на јавниот орган. А за испуштеното во името на граѓаните, Висшиот управен суд смета дека решението за поправање на пресудата на управниот суд е законито. Собранието ја избра апелациската судика Елизабета Дуковска за уставна судика на 10 април 2023 година. Поништувањето на одлуката за нејзин избор дојде дури 2 години подоцна, на 15 мај 2025. Пресудата е преседан, бидејќи е прва со која управниот суд поништува одлука за именување или разрешување на собранието. Значи, во изреката на пресудата не е содржано, освен тоа што се поништува, кој јавен орган што треба да направи, односно во законот пишува наредба треба да содржи, и во кој рок. Тоа нели се подразбира? Ама ќе ве молам, значи, еве, ако треба вие да платите долг на некого, и сега, јас барам од вас долг, и вика, се усвојува тужбеното барање на судија, на Елизабета Дуковска, не е судија. Како ќе се наплати тој долг од вас, ако не пишува се задолжува господинот Васко Попетревски да и плати на Елизабета Дуковска 500 денари? Па, по таа линија, Дуковска го нападна постапувањето на председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, која одјави од работа. Знаете, тоа е како да одјавувате сезонска работничка, која е вработена преку агенција за привремени вработувања, па заврши потребата од берење на плодови по нивите и сега те одјавувам. Јас така мислам. Се обративме до Уставниот суд. Оттаму образложија дека истиот ден кога ја добиле пресудата на Управниот суд, испратена од председателот на собранието, се одржал работен состанок на кој судиите изградиле став. Конкретно, околу работниот однос на судиите на Уставниот суд, ве информирам дека тој се заснова на одлука на собранието за избор за судија на Уставен суд. Поништувањето на одлуката со која едно лице е избрано за судија на Уставниот суд представува правен основ за престанок на неговиот работен однос. Изборот на Елизабета Дуковска во собранието не беше поништен поради нејзините квалификации, туку поради постапката со која таа е утврдена како предлог на Судскиот совет за уставен судија, предлог што потоа го гласаат претениците. Кога избраа Дуковска за предлог, членовите на Судскиот совет имаа ставено на маса уште 20 кандидати. Прво за гласање беше ставено името на Елизабета Дуковска откако таа го доби потребното мнозинство. Советот ја утврди како предлог. Судот наоѓа дека со негласањето по останатите два предлози оневозможена еднаква примена на правилата на постапката за сите кандидати, со оглед дека само еден кандидат добил можност за реална поддршка преку гласање, а на другите два кандидати им е ускратена можноста да имаат ист третман и еднакви можности при изборот, иако претходно сите три кандидати биле поддржани од членовите на Советот. Настрана разрешувањето на Дуковска, овој дел ја отвора дилемата. Како треба да постапи Судскиот совет во повторената постапка? Судскиот совет, според мене, треба да пристапи повторно кон гласање на истите предложени кандидати и повторно да даде предлог, бидејќи мојот предлог не е поништен. Дали ме разбирате? Поништена е одлуката за избор. Мојот предлог не е поништен, тој стои и вика Судскиот совет да ги да ги отстрани забелешките кои што се дадени во пресудата и да донесе правилна и законита одлука. Тоа е мислењето на Дуковска. Но, што мислат во Судскиот совет? Се обративме до нив уште пред 3 дена со конкретни прашања, меѓу другото. Дали само ќе се повтори постапката со истите кандидати или ќе се спроведе целосно ново? Замоливме за кусо образложение, но не добивме никаков одговор. А темата воопшто не е нова. Напротив, кога Судскиот совет го образложуваше предлогот за Дуковска пред пратениците во 2023-та, членот на Советот Зоран Герасимовски се обида да објасни зошто гласале само за еден кандидат, иако имало тројца. За предложените кандидати се гласаше редоследно според редоследот на нивното предлагање. Со оглед дека прво предложениот кандидат за кој се гласаше го доби потребното мнозинство, законско мнозинство, Судскиот совет донесе одлука со која утврди предлог кандидат за судија на Уставен суд да биде судијата Елизабета Дуковска, долгогодишна судија на Апелациониот суд во Скопје.
Имајќи предвид дека на ваков начин одлуката беше донесена, а судскиот совет во овој момент предлага само еден кандидат, не се пристапи кон гласање за останатите предложени двајца кандидати. Доколку судскиот совет постапеше спротивно, во тој случај ќе го повредише законот, затоа што законот не предвидува дека за кандидат ќе биде утврден предлогот кој добил најмногу гласови. Туку, според редоследното гласање за кандидат се утврдува оној кој го добил потребното мнозинство, а тоа е најмалку 8 гласа од членовите на Советот со право на глас. Најпрви многу е симптоматично што членот на Судскиот совет, господинот Герасимовски, на почетокот на неговото излагање, почувствува потреба да се правда. Како бил утврден и избран кандидатот за уставен судија од Републичкиот судски совет. Тоа доволно говори дека и во самиот Републички судски совет се свесни за грешката што ја направиле. Тоа што го образложувавте апсолутно не држи, зашто јас го имам пред мене деловникот, тамо правен основ за ова што вие го кажувате, дека не знам по кој редослед може да се исклучат две кандидатки и да се гласа само за едната кандидатка, апсолутно со правото ништо заедничко нема. Ако таа кандидатка добила 11-2 и за против, може би друга кандидатка ќе добила 13 за, може би сите третата кандидатка ќе ги добила за, значи мора да сте им овозможиле на сите еднаквост во постапката. Дополнителна компликација на целата ситуација е што поништувањето на одлуката за избор на Елизабета Дуковска за судика во Уставниот суд дојде по тужба на Антоанета Димовска. Таа беше една од кандидатите за судија во Уставниот суд, за која судскиот совет не се изјасни. Но кога поднесе тужбата до управен, таа веќе беше избрана за членка на судскиот совет, позиција од која сега не може да биде избрана за уставна судика. Ако се земе предвид дека пред судскиот совет сега има и барање за утврдување одговорност на судиите во управниот и висшиот управен суд, кои постапувале на предметот против Дуковска, јасно е дека допрва следува развој на овој случај. Фактот што криптовалутите се понагласено влегуваат во финансиските текови и тоа што двајца владени функционери пријавија имот во криптовалути во изјавата доставена до антикорупцијската комисија, го наметнува прашањето за регулирање на оваа сфера. Од ДКСК најавуваат законски измени со обврска за функционерите задолжително да ги пријавуваат криптовалутите ако ги поседуваат. Но нејасно е како антикорупционерите ќе можат тоа да го следат и контролираат, ако воопшто можат. Владко Чаловски. Не толку одамна, кога стана директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Петар Богоевски мораше да поднесе анкетен лист до антикорупцијската комисија за имотот што го поседува, како што впрочем се бара од секое избрано и именувано лице. Но неговиот анкетен лист веднаш ја надразни јавноста, бидејќи стана јасно дека тој е милионер, поточно виртуелен милионер. Пријави дека поседува 11 биткоини и 129 етериуми, кои се виртуелни валути, а чија денешна вредност изнесува околу 1.320.000 евра. Го побаравме директорот на Еразмус да го прашаме зошто се одлучил да ги пријави, кога теоретски можели да ги сокрие криптовалутите, како и тоа дали би открил како се стекнал со нив, меѓутоа рече дека не сака да се објаснува бидејќи смета дека ќе биде погрешно сватен од јавноста. Господин Богоевски, Владко Чаловски од 360 степени. А Богоевски не беше првиот новоизбран владин функционер со дебел виртуелен паричник. Кога Александар Пандов стана директор на управата за извршување на санкции, пријави криптовалути во вредност од 927.000 евра. За разлика од Богоевски, Пандов вели за оваа тема треба се повеќе да се говори, поради светскиот тренд. Со криптовалути почнал да тргува во 2016 година. Имам купено. 2016 година најголем дел од нив ми се купени. Со тоа што имам и тргувано со нив, не ги имам купено и оставено така, сакам да речем. Имам тргувано на криптоберзи.
Со кеш пари ги имам купено. Тој вели дека чувствувал обврска да пријави посет на криптовалути затоа што цени дека не се мал дел од неговиот капитал. Како брзорастечки пазар, Пандов смета дека процесот на регулација е неопходен во државава и објаснува како функционира тргувањето на овие простори. Договарате со собственикот на менувачницата процент кој што ви задржува, и тоа е тоа. А пошто нема регулатива, тоа е проблем во Македонија дека затоа што нити УЈП, нити било која институција во Македонија во моментов има регулирано што со таквите пари. Веројатно треба да оди преку транзакцијска сметка. Веројатно треба да оди. Не знам како е тоа регулирано. Меѓутоа, знам со сигурност дека можете вие во било која менувачица да отидете и многу едноставно од вашиот телефон само ги праќате на собственикот или на тој кој што е работи во менувачницата, испраќате колкава количина на било која криптовалута, не е било која, не ги прифаќаат сите, меѓутоа овие попознативе, им праќате, за тоа ви пресметуваат колку пари добивате и ги добивате парите. Кеш. Како другачи? Во менувачница и со девизи вие да појдете, нема на сметка да ви ги префрлат денарите, него ги давате еврата или доларите или франци, не е важно, фунти, што и да се, за тоа добивате кеш пари. Проблемот со криптовалутите е тоа што не можат да се следат како другиот имот, како за граѓаните, така и за функционерите, бидејќи теоретски, декларирањето криптовалути може да послужи како алиби за несразмерно стекнат имот од некој функционер. Се обративме до Државната комисија за спречување на корупцијата, ги прашавме дали функционерите мора да пријават криптовалути во анкетниот лист ако ги поседуваат. Во член 82 став 2 од законот е уредено што содржи изјавата за имотна состојба и интереси, каде покрај другото е наведен и друг имот, од што произлегува дека избраните и именуваните лица се обврзани да пријавуваат секаков вид на имот, вклучително и поседување на криптовалути. Во тек е постапка за подготовка на измени и дополнување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, со која е предвидена измена на членот 82, со која е предвидено пријавување на виртуелни средства. Меѓутоа, на прашањето како би истражиле и констатирале потенцијална корупција во која се вклучени криптовалути, не добивме одговор. До сега не постапувале по таков предмет. Биткоинот и другите криптовалути. Објаснувајќи прво што се криптовалутите, адвокатот Душко Гошевски ги споредува со тргување со акции, само што државата не може да провери кој, колку, чии акции има и како се стекнал со нив. Ке мора да има регулација за да може државата да проверува кој на кој паричник колку би имал. Значи се работи за еден пазар кој што се уште е недефиниран целосно и во светот, но полека се дефинират. Тоа што треба да го направи земјава за да ги следи, вели Гошевски, е да се усогласи со така наречената мика регулатива на Европската Унија. Во суштина станува збор за правила што Брисел ги наметнува на сите актуелни и потенцијални земји членки. Всушност, регулацијата ќе изискува едно посебно специјално тело или некој од постојните тела кое што ќе го следи пазарот. УЈП би го следал пазарот од даночен аспект, финансово разузнавање би го следело од аспект на перење пари, а посебно тело би го следело од аспект на регулација, сеопфатна регулација. Ние во тој дел би иделе со усогласување со мика регулативата на Европската Унија. Се додека нема таков закон, државата нема да има преглед на пазарот со криптовалути, кој пак е подложен на брзи и големи промени. Но тоа не значи и дека се е во сивата зона. Земјава има елементарна регулација на приходите од криптовалути. Например, ако некој заработи од продажба и таа сума му легне на сметка во банка. Продажбата на одредено виртуелно средство, без разлика дали е тоа биткоин или некое друго средство, подлежи на Законот за личен данок на доход. Тоа би се сметало за капитална добивка и на разликата вие мора да го пријавите и да го платите данокот. И го влегувате во евазија и во прекршок, односно во значителни износи и кривично дело. Така, криптовалутите во исто време не се дозволени во земјава, но и не се забранети. А освен трговијата со нив, тие може да служат и како платежно средство или да се менуваат за кеш во криптоменувачници.
Според Миша Поповиќ од Институтот за демократија Societas Civilis, токму природата на криптовалутите ги прави особено ризични кога се наоѓаат во рацете на функционери. Како и секој имот, така и криптовалутите се обврска. Прво да бидат пријавени. Зошто е важно? Важно е заради тоа што самата природа на криптовалутите значи дека прво тие доста варираат и нешто што во некој момент може да биде малку брго, може да стане многу. Меѓутоа исто така самите тие како средство за плаќање, средство за размена на вредност, по својата природа се направени да бидат анонимни и од тука под голем ризик се секаде. Тоа е една од валутите со кои што организираниот криминал разменува вредност. Тој е согласен дека отсуството на регулација е плодна почва за корупција, но вели, како што напредува пазарот, така напредува и технологијата за нивно следење. Може би никогаш нема да стигнеме до задоволително ниво на регулација на криптовалутите, токму поради нивната природа, меѓутоа паралелно трансфер кон електронска размена на средства генерално ќе се случи да кажам дел од ризикот намали. Опасноста од злоупотреби на таа сива зона ја препозна и министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, соочен со прашања во интервју за 360 степени. Тој ризик на тоа, да речам, оваа сива зона сега да биде злоупотребувана постои. Постои на многу начини. Не е исклучиво само за политичари, не е исклучиво само за деклариран или недеклариран имот, туку и воопшто што се дозволува да се менува на еден сив начин да менувате криптосредства кои што не се препознаени на македонскиот пазар. Токму затоа сметам дека едно регулирање на оваа материја во согласно со начелата, препораките или визијата и на Европската унија е посоодветно отколку да останеме во ваква сива зона. Да бидеме пионери. Регулација на пазарот на криптовалути уште кога беше во опозиција најави Христијан Мицкоски. Криптовалутите и него смени ставот и кога стана премиер. Јас силно верувам во овие нови технологии, блокчейн технологијата, дигиталните банки, дигиталниот денар, дека се иднината за развој во кој што треба да се фокусира. Ова изјава премиерот ја даде по средбата со Хауард Лутник во јули 2024 година. Лутник тогаш беше бизнисмен близок до председателскиот кандидат Доналд Трамп, а сега е секретар за трговија на Соединетите Американски држави. Потаа, првиот човек на македонската влада имаше и други средби со врвни играчи во светот на криптопазарот. Кога ќе се носи регулатива за криптовалути, од владата велат: Дигиталните средства, блокчейн технологиите и концептот на дигитален денар беа дел од разговорите што премиерот Мицкоски ги водеше со меѓународни партнери и експерти. Во моментот се работи на усогласување на повеќе прашања поврзани со правната рамка и институционалната подготвеност, со цел овие технологии да се вметнат во систем кој е законски регулиран, а не полулегален, како што е дел од тековната состојба. Се анализираат и меѓународни искуства. Поседувањето и тргувањето со криптовалути во земјава засега останува во магловита зона. Од потезите на владата и собранието ќе зависи дали нешто ќе почне да се разбиструва или бројот на виртуелни милионери ќе продолжи да се зголемува без никој да може да ги контролира, па дури и кога ќе го пријават тој имот во Државната комисија за спречување на корупцијата. Владата на Христијан Мицкоски за 10 дена ќе ја заокружи првата година од мандатот. Таа годишнина уште денеска ја одбележаа група граѓански организации кои се зафатија со задача да следат и да мерат што е ветено во владината програма, а што е исполнето во наведените рокови. До какви сознанија дојдоа од Зоран Јовановски? Честа е голема да може да се говори за создавање на нова влада, но уште е поголема врската поради добиената доверба. Вака Христијан Мицкоски го започна своето експозе како мандатар за состав на нова влада на 22 јуни минатата година. Во него тој ветува борба со криминалот и корупцијата, обнова на довербата во институциите, нови инвестиции, подобра економија. Речиси една година подоцна, граѓаните ги прашавме дали владата го исполнува тоа што го вети на ланските избори. Треба најмалку еден мандат па нешто да се покаже. За своите джепови.
Не читам толку штампа, не знам. Не можам да ти одговорам на ова прашање. Па уште не се баш. Прво треба да ги решават нели по приоритет, да кажеме, рекоа една изборна единица, следување на град Скопје, градски сообраќај, транспорт. Може ли да наведете некое ветување на кое се сеќавате, а е исполнето во меѓувреме? Не се сеќавам баш на такво нешто. Да, лагата нива. Па тоа е пензиите што ги качија, 5000 денари. Безбедија некои пари, да кажем. И ова со британците и ова со унгарците. Па ајде, нека ги употребат како треба. А некое што не е исполнето, а вам лично ви е важно? Не е исполнето, да ти кажам. Прво, чистотата кај што живеем, газивова скривниците, тоа е катастрофа. Тоа е, секој фрла ѓубре, никој не води рачун. Прво, не е чисто. Да не зборам за чаршија, за кале. Да не зборам за други работи. Не знам, стварно не знам. Да го средат градот. Значи да го решат градот, нечистотија, ѓубре, центарот, стварно тоа е ургентно прашање. И градски сообраќај. Така велат граѓаните со кои поразговаравме во центарот на Скопје. Подлабинска анализа направи Институтот за економски истражувања и политики Finance Think. Заедно со неколку специјализирани организации во различни области, тековно работат на две главни активности. Од една страна прават анкети меѓу граѓаните за нивните согледувања во врска со 5 различни области, а за истите области се следи исполнувањето на владините ветувања од програмата 2024-2028. Тимот истражувач идентификувал 139 ветувања во владината програма. До сега за исполнети ги сметаат 18 или околу 13% од ветувањата. Дополнителни 51, односно 37% се во насока на исполнување. Статус на неисполнето имаат 55 ветувања, што е околу 39,5%. Од преостанатите, за 10 нема податоци, а за 5 оценката е дека одат во спротивна насока. Најголеми постигнувања има во секторот на образование, каде што исполнетоста е со 9 мерки реализирани, а 26 се во тек на реализација, а дополнително со некаков сличен прогрес се останатите сектори социоекономски, млади и здравство, додека пак во делот на родова еднаквост нема исполнето ниту една од ветените мерки. Во областа социоекономија истражувал тим токму од Институтот Finance Think. Мапирале 43 ветувања класифицирани во неколку подобласти. Од нив досега се исполнети 4 ветувања поврзани со даночни стапки и зголемување на пензиите. Ветувањата што се во процес на исполнување пак главно се во делот на макроекономската стабилност. За разлика од исполнетоста, која што во моментот не е можеби најзагрижувачки аспект, поголем ризик и поголема загриженост треба да бидат оние ветувања кои во моментот одат во спротивна насока од ветувањата. И тие се главно поврзани со структурни реформи, каде и со фискалната консолидација, главно во делот на намалувањето на буџетскиот дефицит, и оние кои што се поврзани со сива економија, намалување, зголемување на продуктивноста, зголемување на инвестициите. Приоритет на граѓаните пак, покажале анкетите, се јавните услуги од повеќе аспекти: достапност, квалитет и финансиски трошок. Тука особено би сакала да ги нагласам ветувањата во делот на платите за јавната администрација, каде што иако граѓаните сметаат дека тоа не е висок приоритет, дури и голем е процентот на оние кои се спротиват на таквото зголемување на платите во јавната администрација, сепак платите во јавната администрација дури растат и побрзо од онаа стапка која што е ветена, а тоа е дека ќе растат во согласност со економијата, и тоа представува еден од посериозните ризици. Со делот здравство се занимава Македонското лекарско друштво. Тие идентификувале 31 владино ветување во здравствениот сектор. Меѓу ветувањата кои ги бројат за остварени се зголемувањето на капитацијата кај матичните лекари, проширувањето на позитивната листа на лекови, како и укинувањето на економските директори. Ветувања чие исполнување е во тек се вработувањето здравствени работници кои подолг период се со договор на дело, реновирањето и модернизацијата на здравствените установи, како и набавка на современа апаратура. Во наредниот период остануваат како голем предизвик неколку работи. Тоа е длабинска реформа на примарната здравствена заштита, процес кој што со анализи и препораки беше започнат уште за време на ковидот.
регионализацијата на болниците со цел да се направи подобар пристап и поквалитетна здравствена грижа за граѓаните, дигиталната трансформација, тоа е процес кој што е започнат, но се уште е потребно да се надградува системот на мој термини, исто така системот за долготрајна нега на болните, тоа се така наречените домови за стари и изнемоштени лица, кои што во моментов во најголем дел се приватни домови. А што мислат пациентите за актуелната состојба? Според истражувањето на лекарското друштво, граѓаните се најзадоволни од пристапот и од квалитетот на услугите во примарното здравство. Незадоволство има од долгите листи на чекање за специјалистичките услуги и од здравствената инфраструктура. Граѓаните сметаат дека приоритетно треба да се реновираат и модернизираат болниците. Во однос на трошоците што граѓаните ги имаат при користењето на здравствените услуги, постои еден параметар кој што се нарекува плаќање од џеб, кај нас 100% околу 46%, тоа се средства кои што граѓаните директно приватно ги плаќаат за купување на одредени лекови, помагала, користење на одредени болнички услуги, кај нас е тоа многу високо во споредба со европскиот стандард кој што е околу 22%. Најголемиот дел од овие трошења, околу над 80% се должат на набавката на амбулански лекови. Во образованието, Македонскиот центар за граѓанско образование мапирал 37 мерки односно ветувања. За остварени бројат 9, во тек 26, а 2 неостварени. Најголемиот напредок е во областите на основно и средно образование, бидејќи таму се донесени или се изменети досегашните законски решенија, така што и со тоа се направени предуслови за некои понатамошни политички мерки. Па така, например, бидејќи се изменети или донесен нов закон за средно образование, изменете законот за основно образование, има закон за учебници, подзаконски мерки и слично, сите овие се некој чекор во остварување на дел од политичките ветувања. Инаку дел од остварените мерки, веќе ги напоменам, направена е сеопфатна ревизија на концепцијата за основно образование. Потоа се воспостави систем за проценка и наградување на успешни училишта и поддршка при реализација на нивните развојни програми. Ова е процес кој што би требало да продолжи и во иднина. Сепак, според Мицковска Ралева, во образованието допрва треба да започне спроведувањето на посложените мерки. Например, во програмата е планирано пилот имплементација на STEM концепт во некои основни и средни училишта. Ова не е операционализирано во програмата, што е за очекување, меѓутоа исто така не можеме да го видиме пресликано во стратешкиот план и во годишниот план на МОН за следната година. Така што станува да се види дали можеби понатаму ќе биде вклучен. Исто така предвиден е Центар за образование и развој на наставници и стручни соработници и оваа мерка како таква не е вклучена во овие стратешки документи, иако се предвидува континуиран професионален развој на наставниците и стручните соработници, нели, зголемен буџет за овие аспекти. Анкетите на Младинскиот образовен форум покажале дека за 80% од младите најважен е пристапот до услугите, например, колку се достапни леглата во студентските домови за сместување. Приоритети кои ги истакнуваат исто така се условите за вработување и младите во истражувањето го потенцираат потребата за флексибилна работа и флексибилно работно време. Тоа ни го потврдија и интервјуата кои ги имавме директно со граѓаните и со младите, кои исто така истакнуваат дека има огромен недостаток на пракса во образованието и дека нема многу можности за младите сами да можат да почнат да развиваат бизнис идеи, да тргнат кон патот на предприемништвото. Владата имаше ветувања за многу од овие прашања, вели Савески, но малку е остварено. Например, тоа се формирањето на Министерството за социјална политика, демографија и млади, и Центарот за истражување на младински прашања во рамки на Министерството. Меѓутоа, од она што го знаеме во директна комуникација со чинителите во Министерството, дека се уште се екипира самото Министерство за да може по-независно и по-самостојно да функционира. Во фаза на остварување се мерки како поголемо финансирање млади земјоделци, како и реконструкција на студентските домови. Но има и мерки што не се остварени и нема најава дека ќе се остварат. Тоа е ветувањето за
ваучер од 250 евра за 50.000 студенти за електронски уреди. Тоа беше најавено на пресконференција во владата, меѓутоа тука и допре целата реализација на ниво на најава и владината мерка за апликација за младински стандард, која се уште не е реализирана. Следењето на ветувањата, дадени во владина програма, не е работа која првпат ја прават во Finance Think. Под надзор ја има и програмата на владата за мандатот од 2020 до 2024 година, каде на крај имаше повеќе неисполнети отколку исполнети ветувања. Податоците за перформансот и на претходната и на актуелната влада се јавни. Ги има на интернет под името Компас следач на владините политики. Изградбата на нов државен клинички центар е идејан што пред повеќе од 13 години во јавноста ја пласираше тогашниот премиер Никола Груевски. Ниту еден шеф на владата по него не се откаже од таков проект, но ниту еден не ја ни истурка работата до крај. На слична нејасна линија се и пораките што на оваа тема стигнуваат од актуелната власт. Колешката Галена Николовска-Ризвановиќ се обрати до повеќе институции во обид да добие појасни одговори. Дали, каде, кога и со какви пари би се градел нов клинички центар? Универзитетски клинички центар Мајка Тереза е официјалното, но има и колоквијално име – државна болница. Кој да бил кумот, не можел да смисли назив кој подобро би и прилегал. Секој ден од цела држава, според последните достапни проценки, државна прима околу 2200 посетители, кој за преглед, кој за интервенција, што може да значи живот или смрт. Нема на друго место каде. За приватно нема пари. За операција на кук. А во Гостивар болницата нема таква можност? Нема. И два, мислам да изградат кај има потреба, бидејќи цела Македонија покрива само ова. Вие доаѓате прво на клиника или пробувате во другите болници, да речеме? Не, јас сум директно во клиника заради тоа што сум од стари дани. Сум ја почитувала клиниката и би имала добри доктори, сега нема ништо. Некои делови од државна за стари, а останатите се многу стари. Остаре дури и првата најава дека ќе се гради нова. Поминаа 13 години од кога тогашниот премиер Никола Груевски ја внесе во јавен домен идејата за изградба на нов универзитетски клинички центар во Скопје. Подобро да се изгради нова зграда, отколку стари згради по 70, по 80 години стари да се реконструираат. Потоа, уште 4,5 години отидоа на проектирање и барање пари, за во втората половина на 2016-та да се распише меѓународниот тендер. Оваа инвестиција представува круна во македонскиот здравствен систем. Поставуваме нов стандард за квалитетот на здравствените услуги во Македонија. Инвестицијата само за градба ќе чини некаде околу 70 милиони евра, а целокупната инвестиција за модернизирање на кампусот е во вкупна вредност од над 120 милиони евра. Следната 2017 година, непосредно пред промената на власта, Никола Тодоров го потпиша договорот за изградба со италијанската Инсосистеми и домашните гранит и бетон. Овој проект не е само наш проект. Ова е национален проект. Сепак изградбата никогаш не почна. Новата власт ја прифати идејата за нова државна, но не според планот на претходната. Одлучивме дека последната локација не е најдоброто место за понатамошно функционирање на клиничкиот центар. Тоа место е угушено. На тоа место дури и со новиот проект немаше да се постигне добро сообраќајно решение. За нова локација беше избрана местноста Велеполе, до Скопската обиколница. Се смени и финансиската конструкција од 130 на над 400 милиони евра. Па партијата што промовираше нов клинички центар на старото место ВМРО ДПМН го блокираше законот за нова болница на територијата на општината Ѓорче Петров. Така и остана во следните години. Qeveria edhe populata prioritet numër 1 e kanë vendimin për ndërtim të një qendër klinike universitare me gjitha standardet e nevojshme për funksionim më të mirë dhe ofrimi më të mirë të shërbimeve shëndetësore ndaj banorëve tanë, mirë po pengesat financiare apo vështirësitë në aspektin financiar
на хезитонин диси të marrim hap konkret. ВМРО ДПМН се врати на власт во 2024, но ниту во партиската, ниту во владината програма има рокови за нов клинички центар. На таа линија беше и министерот за здравство од редовите на коалицијскиот партнер ВЛЕН. Ако успееме идната година да започнеме Штипи Кичево, и тоа да се заврши за во рок од 2-3 години, и тогаш да почнеме да размислуваме за нов клинички центар. И Арбен Таравари се замина од владата, а остана нејасно дали извршната власт практично крена раце од нов универзитетски клинички центар во Скопје. Се обидовме да добиеме дециден одговор од повеќе места. Првата адреса ни беше Фондот за здравствено осигурување. Пред се затоа што во февруари годинава директорот беше конкретен дека планот за овој проект е на пауза. Прво, демографијата ни паѓа. Значи, со текот на годините има се помалку население, така да можеме да ги погледнеме и бројките на осигуреници на пациенти. Второ, дел од капацитетите не се искористени како што треба. Од сите капацитети во Македонија постоечки, најблиску до стандарди за нешто повеќе, вклучувајќи за универзитетска клиника, има 8 септември. И покрај нашето инсистирање и дописи во изминативе 10 дена, не добивме нов став од институцијата. Дали проектот и натаму е на пауза или нешто се сменило? Кое што на располагање ни става околу 6 милиарди евра, негде околу 5 милиарди фунти. Прашањето го поставивме имајќи предвид неодамнешната изјава на премиерот. Откако владата најави дека земјава ќе позајми до 6 милиарди евра од Обединетото кралство, Христијан Мицкоски додаде дека можеби со тие пари финансиски ќе се покрие и новиот клинички во Скопје. Дел од проектот кој што ќе биде заедно со Обединетото кралство ќе биде токму фокусиран на здравството и кој што очекувам нормално доколку условите се поволни да кулминира со изградба на конечно посакуваниот голем клинички центар дека во Скопје. Единствената институција, односно функционер кој се нафати да разговараме на оваа тема беше заменик министерот за здравство Јовица Андовски. Тој го повтори ставот на премиерот дека приоритет во овој момент се другите болници низ државата, но во исто време остана на тврдењето дека проектот нов клинички не е на пауза. Сакам да повторам дека ние сме моментално фокусирани до завршување на проектот изградба на болницата, клиничката болница во Штип, заедно со студентскиот дом и универзитетот. Исто така сме фокусирани во доградба на болницата во Кичево и целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово. Од кога тоа ќе започне да функционира, а сме во завршна фаза со административните работи за да може да отпочне таа постапка, потоа ќе почнеме да размислуваме, ние разговараме и за клиничкиот центар во Скопје, но моментално не можам повеќе да дадам одредени детали, затоа што се уште се разговара и за локацијата, се разговара и за начинот во кој дел би било, како би изгледало тоа, инаку се разбира дека доколку ова започне и биде секој што треба, како што каже и премиерот, клиничкиот центар Скопје е планиран, исто така може да се искористат средства од овој заем. Така, тоа е дефинитивно дека од заемот ќе се користат средства или тоа се уште не е дефинирано? Јас пак ќе повторам, но додека не започне процесот на овие до реконструкција на овие работи што се започнати, тоа не можам да го кажам. Тоа значи дека идејата за клинички во Скопје сепак не е на пауза? Не е на пауза. Не е на пауза, но и не се знае каде и кога ќе се гради. Оваа контрадикторност се обидовме да ја разрешиме барајќи конкретен одговор со рокови од владата. Откако не добивме ништо од прес-службата, отидовме на настан на премиерот. На прашањето кога ќе се гради нов клинички во Скопје, тој одговори: фокусот сега е на Штип, Кичево и Тетово. Доколку ова све го заокружиме и биде успешно, тогаш е веќе втората фаза изградба на клиничкиот центар во Скопје, кој што ќе биде замена за актуелниот клинички центар, а во меѓувреме актуелниот клинички центар ќе се реновира и реконструира во рамките на можностите на фондот и министерство. На прашањето каде ќе биде локацијата, кажа дека не е одлучено, а потоа додаде дека земјава веројатно ќе плаќа пенали за поништениот тендер за изградба на нов клинички на истото место. Потоа прашавме, а колку ќе чини? Па треба да видиме врз основа на проектот кој што го замислуваме, колку легла ќе има, каков тип на опрема ќе биде вграден и така натаму, но секако ќе биде
барем за 100 до 150 милиони евра поевтин од тој кој што претходно го промовираше претходната влада пред неколку години. Сепак не ви е приоритет. Повелете ако има други прашања. Прашањето за нова државна болница не е прашање само за згради, туку и за системско прашање. Дали земјава влегува во стратегија да инвестира во регионални клинички центри за сметка на еден сеопфатен во главниот град? Би било добро да ги има и двете, но искуството покажува дека тешко се наоѓаат и пари, и кадар, и пациенти за такво нешто. Наред е нова саботажа. Да ја видиме. Договорот за стратегиско партнерство со Британија е практично ништовен. Островската држава нема саглан влада, бидејќи премиерот им е спакуван. Тоа што никој на светот не ја чула оваа информација, тоа е проблем на светот. Абе, кој Стармер го фатија на плячки, на, како се вика, грабање пари, купување свој имот. Врховниот суд на Велика Британија го осуди, у затвор ќе иде човекот. Дали сваќаш тој? Ама вие не гледате тоа, ја уживам. Изнењето е скапа работа. Вистинските информации се богатство, а огромно задоволство е тие да се добиваат директни од прва рака. Изворите не се откриваат, ама е јасно дека кој знае, вистина знае. Маск вика, јас сакам Азија. Руси. Виж ова не прошло низ медиумите, ма гласно. Овдека нема цел интернет број. Тоа брнчење е толку заглушувачко што понекогаш умее да ја скрие вистината од народот, не само за сегашноста, туку и за минатото, кое по се изгледа било малку поразлично од тоа што ни било представувано. Ни го прикажува Сталин као масовен убица. Не. Не, знаеш која ми се... Тоа чисто ѓубрето троцистичко, петоколонистичко, заради кој толку луѓе пострада. А сета таа лага ни е сервирана преку центрите на моќ кои натаму вршат сериозна индоктринација. Па разбирливо, мора да им се тресне вратата и да им се каже дека таквите приказни веќе нема да минуваат. Ние со Запад треба, како да ти кажам, да се исклучиме, речеш, не примаме оглед, не загадувате, опет опасни вируси сте, ај сикте. Точно. Нема здрав човек там. Запад нема здрави луѓе. Дури на омилениот лик, чие враќање со душа и срце се очекуваше, не ги задоволува високите критериуми за квалитет. Разочарувањето е очигледно и видливо. Со оној дегенерик Трамп, нарцисоиден тупак кој нема интелигенција повисока од 80. Свеѓаш, тој е нарцисам. Да. Тој е клован. За разлика од сите други, само еден заслужува внимание и почит. Иако официјално стапнал на македонско тло само еднаш, и тоа за прелет на Скопскиот аеродром. Некој изгледа приватно се имаат видено со него. Пази, ако нешто друго направи Путин кога прв пат дојде на Плаушник, рече ние, русите, должиме на Охрид и на Климент Охридски што ни даде азбука. И на крајот, и азбуката не е доволно стара. Македонија сепак има жива легенда. Потврда за тоа е начинот на пишување. Да види бе, ова ја прав. Да. Ирка, види. Као да Винчи на огледало ова. Еве. Ама знаеш што ти е ова? Од што ти е мргостаток? Ова ти е старомакедонскиот архетип. Знаеш дека пишувале македонците од десно на лево? Македонците чкртали и ке чкртаат, ама оние специјалните. Не се знае кој веќе ќе може и дали воопшто ќе се обидува да ги декодира. Оти тешка им е шифрата. Тука го заокружуваме вечерашново издание. Ви благодарам што бевте со нас.
Ке се видиме повторно во нашиот редовен термин в понеделник од 20:15. Пријатно.